Здраво, Водоли, добре дојдовте и ајде да ги толкуваме пораките кои се за вас и месец септември. Значи, повторно, генерални се ова пораки, не се лични, така да не може се што ќе чуете да биде за вас. Обидете се да го препознаете тоа што е ваше, ќе ви има смисла, ќе си го несете онаму каде што припаѓа, затоа што зборуваме за многу полиња од животот. И јас посакувам да ве водат пораките, да ви помогнат. Токму и затоа го правиме сето ова, нели? Сега, пред да започнеме, само да ве потсетам, не заборавајте, претплатете се, кликнете на копчето subscribe, тоа за вас е многу малку и незначително, но за нас е многу значајно. Лекувајте, коментирајте, споделувајте, и ќе ни дадете до знаење дека некому ова нешто значи. Ајде сега да видиме септември за вас водолите што ќе донесе. Еве вака. Дел од вас, значи повторно ве потсетувам, внимавајте, не може се, не се ова лични толкувања. Сега, дел од вас. Вие нешто добивате од партнерот. Добивате, меѓутоа она што го добивате не ги исполнува вашите очекувања, не ве исполнува емотивно, не ве исполнува ниту можеби ни материјално сега, за сите различно зависи, вие си знаете за што се работи. Мислите дека тука има потенцијал за уште повеќе, за многу повеќе од она што вас ви се дава. Вам ви се даваат очигледно, така мислите вие, само трошки, а многу повеќе може да се даде. За некого, кажав, ќе биде партнер во љубовта, во бракот, меѓутоа за некого може да биде и ситуација. Толкувајте онака како што соодветства. Сега, значи, потикнати од ова чувство дека не е доволно, вие ќе почнете да истражувате во септември зошто толку малку добивате од таму од каде што треба многу повеќе, има потенцијал за многу повеќе. Нешто во минатото се случило ваква слична ситуација сте имале, каде што може би нешто, она што вие требаше да го добиете, беше дадено некаде другде. Ајде ќе зборуваме во љубовта. Партнерот може би даваше повеќе на друга страна, може би имаше некакви пороци, може би премногу се забавуваше со други луѓе. И тоа се случуваше во минатото. Вие имате искуство веќе еднаш вакво и затоа сега чувството дека не добивате доволно го поврзувате со тоа и мислите дека повторно се случува, дека некои работи од минатото се повторуваат. И кажав, ќе почнете да истражувате, да го следите, што прави, каде ја насочува својата енергија. И сега мора да имаме во предвид можноста дека се наоѓате на другата страна. Може би вам ви се случува ова. Може би партнерот вас ви го прави ова. Ќе ве посматра, ќе ве истражува каде го трошите времето, со кого, што правите и сите тие работи. Сега, тука се јавуваат и оние моменти кога ќе почувствувате потреба некоја работа да заврши овде. Може би вие доста од ваквиот начин, каде вие постојано нешто мора да побарате сами, каде што вие си ги задоволувате потребите сами, партнерот е одсутен или другата страна не дава многу и тогаш ќе се јават оние моменти, за жал, каде што вие ќе почнете да истражувате малку и надвор од врската, ајде, од партнерот, нешто така. Сега, не сакам да зборувам на овие теми, меѓутоа кога ги гледам, тоа е факт. Значи, еве во септември гледам дека и можеби ќе се обидете да истражувате малку повеќе надвор од врската, надвор од бракот.
Меѓутоа, знаете, ова е нешто кое пак ќе ве исполни, затоа што вас ќе ви бидат пружени можности. Повторно ќе кажам, можеби не е во љубовта, можеби е во работата. Па вие истражувате можности и надвор од тоа. Меѓутоа, тоа го правите во тајност, не сакате да знаат во таму каде што работите дека вие истражувате и нешто друго, затоа што сакате да излезете од оваа ситуација. Како и да е, значи, истражувате затоа што многу можности се пред вас, многу поголеми, многу нешта кои можат да ве исполнат повеќе од она што ви се случува досега, од она колку сте вие досега исполнети. И тој чекор го правите, тоа е факт, значи во септември се случува, одлучни сте, одите, го правите тоа, свесни сте во што влегувате, меѓутоа ќе се случи. Она што ќе го направите, го правите одлучно, цврсто, сигурно, не се плеткате, не е дека не знаете што правите па ќе бидете збунети, не, во никој случај, одлучни сте, сигурни сте, се ви е пресметано, се ви е калкулирано и го правите тоа што мислите дека ќе ве направи среќни, а ќе ве направи среќни, емотивно ќе си подкренете чувството на среќа, на задоволство во животот. Од другата страна, она што доаѓа е апсолутно, можеби некој се сомнева, некој веќе се сомнева дека вие правите нешто, но не презема нешто, нема никакви чекори, гледам од другата страна. Апсолутно никакви чекори, иако постои некакво чувство. За сега чекори никакви нема. Се надевате дека нешто ќе дојде во вид на порака, нешто ќе дојде во вид на совет, на помош, на подарок, на идеја, се надевате. И токму тоа на што се надевате, токму тоа ќе го добиете. Буквално, ако е збор, тој збор ќе го чуете, ако е совет, токму тој совет ќе дојде. Она на кој се надевате, тоа и ќе го доживеете во септември. Ќе имате многу можности за избор. Можеби ќе не знаете што да изберете побрзо, затоа што сите овие можности се убави и се добри. Можеби тука ќе бидат оние моменти на несигурност што да се избере. Јас мислам дека ќе имате повеќе опции, дека ќе можете и повеќе да изберете, нема да бидете ограничени само на едно или две. Мислам дека повеќе нешта ви се на дланка, повеќе нешта ви се пружени како можност и уживајте, може би пак едно по едно ќе почнете да си ги користите овие нешта што ви се пружени. Како и да е, како влегувате, со каква енергија во месец влегувате и она во која ќе се најдете е драстично се менува, значи влегувате со едно негативно чувство на недостаток, на недоволно, незадоволство и за на крајот да се најдете во ситуација да имате повеќе и од потребно. И тоа е многу убаво. И сега, за други од вас, вие кои имате јарец во домот, ова очигледно е само за вас порака, кои имате јарец, или па ако не е јарец, тогаш добро може да биде некој кој е инајтлив, кој е тврдоглав, кој не попушта. Ете, сите вие кои имате таков во домот, тој некој нешто ќе направи нешто многу убаво, или ќе ви каже нешто, ќе ви донесе некаква вест, ќе ви донесе нешто материјално, нешто физичко, нешто опипливо, или па само ќе биде идеја, или само вест дека нешто направил, се случило нешто кое вас многу ќе ве израдува. Други од вас водолиите, вие кои
имате некој во својот живот кој носи униформа. Значи, униформа може да биде буквално се, во многу професии се носат униформа и везава се таа порака. Треба да знаете дека тој човек ќе ви донесе многу задоволство, меѓутоа и многу материјален, многу голем успех во материјална смисла. Некаква среќа, нешто многу големо ќе се случи во неговиот живот, поврзано со професијата очигледно, и тоа ќе биде бенефити за вас, тоа ќе биде голем подарок и за вас, можеби ќе оствари нешто, можеби некаква повисока позиција, како и да е нешто поврзано со работата, ќе му се случи нешто многу големо, ќе биде голема среќа и за вас, и ќе има тука и многу подароци за вас. И сега може да бидете и на другата страна, можеби вие сте тие на кој вашата професија е поврзана со некаква униформа, ви очекувајте нешто прекрасно да се случи на работно место. Ќе се чувствувате многу среќни и задоволни. Ќе се чувствувате конечно на врвот. А за други пак оваа порака може да биде нешто сосема друго, значи може вие да запознаете некој чија работа е поврзана со униформа, и тој некој ќе биде дел од вашиот живот во периодот кој следи. Ќе биде голема среќа тоа за вас. Меѓутоа, со едно подсетување дека јас сметам дека ова е порака за повозрасните од вас. Не за помладите, туку за повозрасните. И некои други водолии, очекувајте во септември да се појави некој од минатото, буквално од она најдалечно минато, дури од детството, некоја љубов од детството, некоја симпатија од детството ќе се појави во вашиот живот и постои можност да се случи нешто помеѓу вас. Сега со подсетување дека тие веќе кои сте во брак, нешто ќе се случи настрана, значи надвор од тој брак со оваа личност што се појавува во вашиот живот, а е од минатото, од детството, буквално од детството. Епа, драги водоли, тоа е тоа за сега, јас се надевам уживавте и до следното, чао, чао!